На 30 на километри од Тетово, високо на североисточната падина на Сувагора, во сливот на реката Треска, се наоѓа планинското село Луковица. До него се стигнува преку асфалтниот пат кој се исклучува од стариот пат Скопје-Тетово. Од местноста Крстец до селото Луковица се патува по земјен пат кој е во многу лоша состојба и е најголемиот проблем на селото. Но тоа не им е пречка на жителите и селениците од Луковица, нивни роднини и пријатели да стигнат до него на 2 август Илинден, на голем црковно-народен собир во дворот на манастирот Свети Илија. Овој манастир е започнат, е праен 1965 година од покојна Стојанка Костовска, а во возновење 95-96 е осветен, значи рушен, направен нов. А во овој манастирски комплекс постојат 3 цркви. Значи, едната е Света Петка, која е на путот доле, манастирот Светилија, кој се сите и црквата Свети Ѓорѓија. Ја мислим имавте прилика да видите каде е и каква гледка има. Секоја година у година се помасовен број доаѓа гости од страна, од Америка, од Германија, да не збориме од Република Македонија. Од сегде имаме гости и од сегде имаме кумој. Значи, секоја година се дела 11 лепчиња, уствари паричиња се доделуваат, и така да шаролико е не се само лукојчани, него општо од цела Република Македонија и од странство, чак што више паѓа кумој. Празнувањето започна рано наутро во манастирската црква Свети Илија со света божествена литургија извршена од прота Мирко Станковски, кој го изврши чинот на мал водосвет и режење на славските колачи принесени од кумовите. Инако пророкот Илија не запишал ништо, но сиот во негов живот е вистинско пророчко послание. За неговата личност и местото во духовната историја на човештвото говори и сведоштвото што тој заедно со пророк Мојсей бил присутен при Христовото приложение на планината Табор. Значи, тој не бил значен само на прозаветните, туку е присутен и во новозаветните настани, а ќе се појави и пред второто Христово раѓање. За нас, православните христијани, дарникот на свети пророк Илија Илинден, покрај духовното и има особено национално значење. Во два наврати, во особени историски настани, нашиот народ го избрал токму овој празник во обидот за стекнување на слободата и уреденското восстание и во народно-охранителната војна. Затоа Илинден представува символ на нашата праведна борба за слободен живот, право што и припаѓа на сите народи. Слободата е еден од основните и најскапоценните надови за човекот. Паричките во славските колачи традиционално ги одредуваат кумовите за до година. Купно 11 кумови со голема радост до година ќе организираат прославата во Луковица. Моето потекло води од овде, супер, секоја година сме тука, се прекрасно. Значи не ми е прв пат да бидам кума, ова веќе ми е 3-4 пат и чувството е прекрасно. Сопругата моја е кума, така да многу се чувствува добро што го нашла паричето. Први пат доаѓамо овдека, изградено добро е храмов, манастиров. Народ има доста и така да фино. Мене ми спадна Паричево. Прв пат сум кум. Това е. Живеете овде? Да, Луковица сум, да. Луковица, тоа е. Па за од почеток не може да ви кажам тоа, сигурно ако не поđe 45 години, сигурно ова традиција се води, да, Светилија, манастирот. Дел од гостите кои беа дојдени предходниот ден, ноќта ја минаа во новоизградените конаци. Речиси по 2 години од нивната изградба, во функција се ставени 4 соби. Нешто последнава година успеавме да оспособиме 50%, колку што може да привлечеме луѓе од, да речеме, ловџи, туристи, пешаци со точаци што идат моторцикли, за да може да ги привлечеме овдека да дојдат као туристи или спортски туристи, како да ги кажеме. Нешто направивме да може да профункционира, не би рекол ја сега у склоп на манастирот, него у склоп како еден дел на самото село, што би привлекле доста луѓе што се запознаени со ваква надморска височина, речеме, разлика од 10 степени од било кои градови. Значи, последниве 4 дена
идам нонстоп овие големи температури, разликата е од 10 до 11,5 степена. Комплексов, кој што може да користат доле трапезарија, мини кујна и дел од стара трапезарија, што може да се користи како и зимно време, што би се прибрале и да се искористи тоа, да речеме, не знам, ловџиите, да речеме, има планинари, извидници. Живеам во село Волково, Скопско, иначе сум зет во село Луковица. Лично како во одборот од село Луковица за главен за Скопје, за вотето ми е другиот соработник што разговараше сега пред малце. Лично еве за овие објекти трчам и за манастирот. Со годините што се, кај ќе одиме, кај ќе најдеме, што ќе добиеме, тоа е добродојдено. Кој ќе даде, Господ некому повојно и повеќе. Ова се што го изградеме лично со донации, лично од соработниците, значи донатори имаме и во Скопје и во сите села поминати во Скопска Црна Гора, во Драчево, да ги напомнам кој други имаше сега. Волково исто одиме и таму одиме. Кучевишта, Општина Ѓорче Петров. Ѓорче Петров комплетна и општина Ѓорче Петров, да ја напомнеме така, лично и со градоначалникот. Имаме лично. Да. Ние градиме и се уште ќе градиме. Како имаме донации, така ќе работиме. Ако сте веќе дојдени во село Луковица, вистинска штета би било да не го изодите патот кој води кон карпестиот дел на селото, од каде пак погледот кон езерото Козјак ве остава без див. Што се наоѓа во близина на едно 3-4 километра кај што сте биле, иначе да идеш подолго е, ако се прави пат, да речеме, до браната. Таа фантастична гледка која се гледа тука и селото Здујње, Поречје, и она село што гори што ми е жал Требовље, значи и Близанско. А Каршија тоа е Козјак, значи селото Пуста Брезница или по-ново Нова Брезница. Таа е фантастична гледка и ги пожелувам на сите кои што сака да дојда во Луковица да го видат таа фантастична гледка или убавина. Има место за преспивање, може кој сака да се јава и може да прошета и да види што е лепото. Прославата на празникот продолжи со ручек за присутните гости приреден од кумовите, општо народна веселба во кругот на црквата приредена од маестро бенд, а потоа и во домовите на жителите на селото.